Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. И покрај најавите, не се реализираше санација на оштетувањата на пешачките мостови на Кочанска река во централното градско подрачје. Причините за тоа биле од техничка природа, а во локалната самоуправа се планирало градежните работи да се реализираат до крајот на оваа година. Видливи оштетувања има на двата пешачки моста во централното градско подрачје на Кочани. Врз овие објекти, што се изградени пред повеќе од 5 децении, од нивното завршување досега немало позначени градежни интервенции, поради што дотраеноста и атмосферските влијанија ја ископале горната површина. Со оглед што поврзуваат повеќе институции и деловни објекти, како и стамбен простор од двете страни на реката, тие се доста фреквентни. Минатата година, кога околните тротоари се реконструираа и добија бекатон плочки, од општината имаше најави дека во план е и санација на мостовите. Во меѓувреме градежните работи на тротоарите завршија, а овие објекти останаа во истата состојба. Граѓаните реагираат на нереализираното ветување, а нивните забелешки беа пренесени и на седница на Советот на општината. Арматурата веќе е излезена. Не да Боже со штикла да поминете. Нашите сограѓанки, веројатно ќе има тамо непријатни случаи. Значи, вибрира ако одат повеќе од двајца, мостот вибрира, а и толку е истенчен, материјалот што мора тоа да се санира подитно. Ја чекав неколку месеци, а еве уште малце една година, бекатонот како е ставен на тротоарите, меѓутоа немаше желба или не знам што друго да се стави два прста материјалот до згоре или некој вид на друга санација. Треба да има приоритет тоа. Од локалната самоуправа признаваат дека не се извршила најавената санација, но причините за тоа биле од техничка природа. За пешачкиот мост кај Стопанска банка, точно е прошлата година пробавме да најдеме начин да го санираме, но на крајот не се заврши, бидејќи се планираше прво со плочки, потоа се покажа дека бекатон плочките ќе бидат голем терет за тој мост, така да на крајот планираме за оваа година да најдеме некој друг полесен материјал со кој што ќе го санираме. Може би ќе бидат некои по 2 сантима плочки дебелина, за да може да го санираме овој мост. Освен санирањето на горната површина на двата пешачки моста, граѓаните подлог период реагираат и на нивниот естетски изглед. Тоа посебно се однесува на жиците и другата инсталација што виси од долната страна, што освен грдата слика, во прашање ја доведува и безбедноста на граѓаните во нивната околина. Во рамки на проектот Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет, организиран од Швајцарската агенција за развој и соработка во општина Чешиново Облешево, се реализираа активности со цел едукација на земјоделците и предупредување за палењето на страништата. Во текот на изминатата недела во општина Чешиново Облешево се реализираа активности како дел од проектот Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет. Проектот беше спроведен од Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка од Виница и е поддржан од програмата за зачувување на природата во Македонија. На отворени трибини што се одржаа во општината, на земјоделците им беше овозможена едукација и можност за зајакнување на соработката со сите засегнати страни кои учествуваа во проектот, односно меѓу представниците на општинската администрација, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и повеќе граѓански здруженија. Преку различните активности, земјоделците имаа можност да се запознаат со ИПАРД фондовите, преку кои можат да ја набават соодветната механизација и потребните машини за собирање на жетвените остатоци. Во рамки на проектот, во општините во кои се одржуваа активностите, беа поставени по 5 табли на фреквентни места со предупредувачка содржина дека палењето е штетно и казниво според закон. Но и покрај забраната за палење на жетвените остатоци, земјоделците остануваат на старата навика, сметајќи го тоа како најевтин начин за отстранување на земјоделскиот отпад. Според податоците од територијалната противпожарна единица од Кочани, само во последниот месец се регистрирани вкупно 6 интервенции на територијата на општина Чешиново Облешево, од кои по 2 во атарот на селата Теранци и Уларци и по 1 во Облешево и Чешиново. Продолжуваме понатаму со вестите на Канал 8. Временските услови нема негативно да се одразат на производството на мед годинава. Оптимистички очекувања имаат пчеларите од регионот,
зашто поволно влијание има и опаѓањето на температурите во изминатата недела. Врнежите од дожд и пониските температури од 10 степени во изминатиот период поволно ќе влијаат врз опстанокот на пчелните семејства во регионот и врз производството на мед. Пчеларите од Кочанскиот регион се оптимисти и успешно ќе ги надминат почетните проблеми во текот на сезоната и дека временските услови ќе помогнат да се реализираат плановите за квалитетен медобер. Сепак признаваат дека на стартот имале известни проблеми што биле причина за загриженост, оти ќе се повторат неповолните состојби од пред неколку години. Имавме катастрофално лош почеток на пролет, па потоа имавме експресно убави услови за пчеларење и медење во нашиот регион. Зборувам за Кочанско-Виничкиот регион тука. И после тоа имавме убаво центрифугирање на медот, барем со луѓето, со колегите пчелари со кои имам разговарано. И потоа се појави оној мал топлотен бран, кој нормално влијаеше малку на стагнација на медоберот, но со обзир на тоа дека имавме овие денови врнежи, а врнежите се добредојдени секогаш за билките, за тревките и за шумскиот мед, јас мислам дека, оптимистам дека во идниот период ќе се подобри состојбата комплетно со медоберот во овој регион. Оптимистички се и очекувањето оти приносите во овој период ќе бидат во рамки на стандардните количини, односно нешто помалку од 20 кг мед од пчелно семејство. Сепак Кировски додава дека и половина од оваа количина би била задоволителна за пчеларите, со оглед што неизвестно е какви ќе бидат временските услови до крајот на сезоната. Иако цената на медот е стабилизирана на околу 350 до 400 денари за килограм, остануваат нерешените проблеми со нелојалната конкуренција од увозен мед со послаб квалитет. Па тоа секоја година го прават. Мислам дека секоја година тоа е знак дека се увезува мед. Меѓутоа јас секогаш апелирам на тоа и нашиот мед можеме да го извеземе ние. И тоа за убава цена. Меѓутоа јас сум за тоа секогаш од тие причини нашите луѓе тука, нашите муштерии кои взимаат од нас мед, имаат право и привилегија да го користат нашиот мед тука по квалитет и по стандард кој стварно одговара на високите стандарди за мед. За разлика од Кочанскиот регион, цената на килограм мед е нешто повисока во Скопје и западниот дел од државата, но и покрај тоа потрошувачите таму имаат забелешки на квалитетот. Инаку во Македонија има над 4000 пчелари со повеќе од 80.000 пчелни семејства. Просечната потрошувачка кај нас е 700 грама мед на жител, што е многу помалку од другите земји. За споредба, во Германија еден жител просечно троши 9, а во Јапонија 16 килограми мед. Донесена е нова финансиска одредба за земјоделците производители на пченица. Тие ќе добијат дополнителни 6.000 денари по хектар со претходно поднесено барање за финансиска подршка до платежната агенција. Дополнителни 6.000 денари по хектар ќе добијат земјоделците кои имаат засејано површени со пченица, објави од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За да ја остварат оваа придобивка, производителите на пченица треба да поднесат барање за финансиска подршка до платежната агенција за 2016 година. Одредбата е донесена заради потребата од зголемување на финансиска помош на земјоделските стопанства кои произведуваат пченица со подршка на доходот, првенствено поради ниската откупна цена која изнесува меѓу 8 и 9 денари за килограм, намалениот интерес за откуп, како и зголемениот увоз на пченица и брашно од Србија. Корисниците на финансиска подршка за складирање на пченица од домашно производство, на која се однесува интервенцијската мерка од Законот за земјоделство и рурален развој, треба да имаат складирано најмногу 3500 тони пченица. При тоа, остварените приноси треба да се најмногу до 4 тони по хектар од пријавените земјишни капацитети од барањето за директни плаќања. Средното општинско училиште Ванчо Прке од Виница го објави тендерот за избор на фирма што ќе го врши превозот на учениците во предстојната учебна година. За покривање на трошоците за оваа намена предвидено е да се потрошат над 4 милиони денари. Средното општинско училиште Ванчо Прке од Виница навреме ќе ја избере фирмата за бесплатен превоз на учениците. Јавниот повик за избор на давателот на услугата е веќе објавен и ќе трае до 28 јули.
Според пресметките за трошоци по ученик, се планира за бесплатниот превоз за предстојната учебна година средното училиште да потроши 4.200.000 денари без давачките за данок на дадена вредност. Со распишаниот тендер треба да се обезбеди превоз на околу 280 ученици кои живеат во другите населени места во општина Виница или пак се од соседните општини Кочани и Зрновци. Релациите на кои ќе се превезуваат учениците се групирани во 7 линии, така што за секоја линија ќе се спроведе посебна електронска аукција. Освен тоа, како забелешка, во техничката спецификација на јавниот повик е нагласено дека превозот ќе се извршува само во една смена, односно за периодот меѓу 8 и 14 часот. Носителот на набавката се обврзува да обезбеди посебна линија за превоз на учениците, односно во периодот кога превезува ученици да не смее да врши превоз и на други патници. Исто така, во собственост треба да има соодветен број возила за превоз на дадената релација, а возилата да располагаат со соодветен број седишта сразмерно на бројот на ученици, односно да се обезбеди место за седење за секој ученик. Плаќањето за извршената услуга, училиштето ќе го прави по добивањето на средства од општината Виница на сметката за блок дотации. Со оглед што предметот на договорот е делив, тоа значи дека за давање на услугата можат да се пријават и повеќе понудувачи, односно еден оператор да избере кои релации ќе ги вози. Следува информацијата од спортот. Во Чешиново се одиграа фудбалските надпревари во првата група од третото коло на Илинденските спортски игри. Покрај екипата на Бање во понатамошниот дел од турнирот продолжуваат и фудбалерите на Ново село од Штип. Екипата на Бање е првиот четврт финалист на фудбалскиот турнир на Илинденските спортски игри во Чешиново. Со постигнати 12 гола и освоени 9 бода, Бањани се најдоа на првото место на табелата во првата група. Во средбата со аутсайдерот Кучичино, тие само ја потврдија својата надмокност уште во првото полувреме, кога поведоа со 3:0. До крајот на надпреварот не дозволија изненадувања и остварија сигурна и висока победа од 6:2. Неизвестноста пак, која од двете екипи од Штипскиот регион ќе им се придружи на Бањани во понатамошните борби, беше расчистена на нивната меѓуседна средба во вторникот. Фудбалерите на Ново село беа поуспешни од своите противници од Карбинци и ги совладаа со 3:1. Крајниот резултат недоволно зборува за играта на теренот, каде имаше пресврти и многу возбудувања, посебно откако во средината на првото полувреме Карбинци поведе со 1:0, со што се отиде и на пауза. Сепак, во второто полувреме фудбалерите на Ново село заиграа посигурно и во 63-та минута го изедначија резултатот. Набрзо следуваше уште еден погодок во нивна корист, а крајниот резултат и сигурната победа беа постигнати во последната минута од надпреварот. Фудбалскиот турнир на Илинденските спортски игри продолжува в четврток со средба во втората група меѓу екипите на Чифлик и Грдовци, кои веќе го обезбедија на тамошното учество. Вториот надпревар од оваа група меѓу Пишица и Таринци нема да се одигра, поради тоа што фудбалерите од Пишица досега 2 пати не се појавија на теренот во Чешиново и беа суспендирани. Толку во овие вести, останете и понатаму со Канал 8. Довидување.